Благословен Господ и милост от Неговата дойде на вас по Неговата благодат, човеколюбие, постоянно сега и всекогаш во вековите на вековите. Амин. Слава ти, Христе, Боже, надеж наша, слава ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и сопреосвященнейший владыки святый благослови. Кој се роди во пештера и беше подложен во јаслите ради нас и нашето спасение, Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на пречите и препоручува Света Мајка Негова и на сите светители да не помилува и спаси како добар и човеколюбен. Амин. Браќа и сестри, нема да одминам да не ви кажам дека денеска тук ги посетувате гробиштата, правите голема грешка. Затоа црквата е полупразна. Денеска е втор ден на Божик, кој ја славиме и споменот на Пресвета Богородица, че и овај храм е посветен токму на нејзиното име, на успението до душа, ама денес се славиме Пресвета Богородица. Треба во црква да се собериме, да го примем благословот кој го примале вашите предходници векови назад. Бучин не е местото од вчера, тоа е уште од прахристијанско живеалиште, ама најрано го има примено христијанството. И жалосно е кога не знаеме да ги почитуваме големите празници на црквата. Не е тоа дека празник како било кој го славиме ако е неработен ден, денеска меѓу другото е неработен ден. Туку е празник кој носи благослов. Кој празник дуго ви носи благослов? Во бившата држава ги имавме 29 ноември. Ви носеше благослов тој празник. Ама ова е празник кој носи благослов, кој дава благослов. И затоа треба да дојдеме во црквата да си го земеме тоа што е наше. Господ за нас се воплоти, за нас постана човек. И ние на Божик, на денот кога тој постанува човек, доаѓаме во толку мал број во црквата, а гробиштата кои се тука, во околината, се полни. Треба да научиме дека смислата на црковниот живот е да се собираме во црква. Тука е благословот, тука на гробовите, ке речи човека Господ ограничен е, на гробовите нема благослов. Нешто нема благослов, ке ја има благословот и на гробиштата, ако го примиме од црквата. Зашто овде во црквата е работилница за благодатта. И после се чудиме зошто не знам кромидот кој е поднат во Бучи не се продавал како треба и не садиме кромите, не знам, благодатта ја заслужуваме, ја примаме благодатта. Сакаме да примиме благодат, доаѓаме во црква. Денес е втор ден на Божи. Пуштите тоа што владиката ви дошла и тоа занемарете го. Иако и тоа е многу значено. Ама треба заради Господа да бидите оде собрани. Тоа е пораката поважна од сите други пораки кои ви ги носиме и ви ги читаме на Божики. Да се собирате во црква. А тоа, да се причестувате со телото и со крвта Господови, тоа е најважното. А сега споредното да го правиме. Еве, отидоа ваши браќа, сестри, отидоа по гробиштата. И шо дека отидоа? Кажете ми една придобивка од тоа што отидоа на толку голем празник, наместо да слават торжествено, Божик, ти одат по гробишта и плачат. И шо добиваме од тоа? Сите ние. Значи,
добре да се посетуваат гробиштата кога црквата определила денови за тоа. Вие знаете дека имаме општа задушница и тогаш треба да одиме на црква, на гробишта. Ама сега, во овие денови, да одиме на гробишта, поважно да ни е тоа, отколку да дојдеме во црква. Тоа е бесмисло на сите бесмисли. Меѓутоа, кој како си сади, така ќе си и собира од плодовите. Што наше е да проповедаме, наше да ја кажуваме вистината, на која не просветлил самиот Господ. Тој не дошол овде да ни каже, тој се роди во тело. Не се роди за мене или за некој друг од свештениците, тука се роди за вас, за сите и за оние кои се отсутни денес од тука. Денес, на овој ден, треба цело село да биде тука. Ако некој е отсутен, со прст да го покажеме. Зошто е отсутен? Не за да го навредиме, туку да кажи отчет пред сите зошто отсуствува. Заради него, заради еден човек може Господ да стопира благодатта на целото село. А камоли заради толку многу луѓе кои денес ги нема од црквата. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас.